Добар ден на сите. Врз основа на член 44 од статутот на општина Битола, ја отворам седницата на Комисијата за еднакви можности помеѓу мажите и жените со следниот дневен ред. Точка број 1. Годишен извештај за реализација на програмата за еднакви можности во општина Битола за 2022 година. Анита Повели. Извештајот го добивте уредно и навремено. Оно што во оваа прилика би сакала да истакнам дека 2022 година за Комисијата за еднакви можности е значајна по тоа што имаше неспоредливо поголем буџет од претходните години и за среќа на сите и за среќа на борбата за родова еднаквост и унапредување на правата на жените, целиот алоциран буџет беше реализиран со 79%. Оние пари што останаа, мора да ви биде јасно дека се од средствата кои што секоја година ги одвојуваме за жени жртви на семејно насилство, кои немаат каде да бидат сместени. Но оваа година немавме таков случај за среќа. Имавме само еден, но не одговараше според критериумите да им биде исплатен надомест за сместување, односно за купнина за стан. Друго се е реализирано. Исто така, значи, сакам да акцентирам само неколку моменти на кратко од извештајот. Тоа е формираниот советодавен центар за жртви на семејно и родово базирано насилство, со големи заложби на Комисијата за еднакви можности, односно на председателката Габриела Илиевска и поддршката на градоначалникот. И оваа година продолжува да работи овој центар. Ревидирана е стратегијата за родова еднаквост во соработка со UN Women и нашата менторка Неда. Таа ќе биде и испечатена многу набрзо и таа печатена верзија во PDF ќе биде ставена и електронски на страната на општина Битола. Исто така дали е реализирана и анкета, испитување на јавното мислење за разбивање на родовите стереотипи и трансформирање на родовите улоги во општина Битола. Една од многу значајните работи кои ја направи овој совет по иницијатива на КЕМ е потпишувањето на заложбата за унапредувањето на родовата еднаквост и елиминирањето на насилство на жените во политиката. Потоа, донесувањето исто така е значајно на одлуката за формирање на Совет за локално женско предприемништво. И во извештајот детално стојат како е реализирана соработката со граѓанските организации преку средствата кои што ги доделува Комисијата за еднакви можности при Советот на општина Битола. Реализирани се обуки на кои членовите од КЕМ присуствуваа во текот на минатата година, но присуствуваа и представници на администрацијата, оние кои што се членови на интерсекторската група, која што лани е формирана повторно со нови и освежени членови. Јас би имала толку во моментов. Благодарам, Анита. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој не бара збор, ви благодарам за присуството, меѓутоа би сакала да ја гласаме прво точката. Годишен извештај за реализација на програмата за еднакви можности во општина Битола за 2022 година. Кој е за? Едногласно. Со тоа ја затварам расправата и ви благодарам уште еднаш.